На 22 јуни во Штип започнува 41-то издание на Штипско културно лето. Најстарата културна манифестација во градот, која со децении го обликува културниот живот и го става Штип на мапата на регионалните културни центри. Годинава манифестацијата се реализира со досега едно од највисоките издвојувања на средства, што според градоначалникот Јорданов е доказ дека градот сериозно инвестира во културата. Нешто околу 2 милиони денари е вкупниот буџет предвиден за овогодинешното 41-во издание на Штипско културно лето. Ке има доста концерти, театарски представи, изложби, промоции на книги. Сето она кое што ќе го привлече, верувам дека ќе го привлече вниманието на нашите сограѓани и ќе понуди една богата културно-уметничка програма. Од 22 јуни до 30 јули публиката ќе може да ужива во разновидна програма која опфаќа концерти, театарски представи и гостување на домашни и странски уметници. Ги имаме на 24 јуни ќе го имаме Владко Стефановски со неговото трио како гости на Штипско културно лето на сцената, на големата сцена во Дом на млади. За подоцна на 30 јуни да ги најавиме Астибо Биг Бенд и на 5 јули го најавуваме Давид Темелков, кој е исто така од помладата генерација пејачи кои ќе настапат и ќе дадат ново светло на Штипско културно лето. Во театарскиот дел се најавени повеќе представи, меѓу кои 2 премиери. Станува збор за копродукција на представата Чекајќи го Годо. Тоа е една голема копродукција помеѓу Штипскиот театар, Велешки театар, Кумановски театар и се разбира општина Штип. Прво, на 30 јуни ќе се игра представата Синдром Мора Кабаре. Тоа е последната представа на Штипскиот народен театар во режија на Наташа Поплавска. Локацијата се разбира театар Штип. Да напомениме дека влезниците се бесплатни, се што треба да направите е да си резервирате карти на време. Потоа продолжуваме со премиера Сладолед за жени, копродукција на Сдружение Артонаут, театар Штип и општина Штип, во режија на Никола Ристов. Истата ќе биде на 9 јули. Годинашното издание носи значаен визуелен и меѓународен уметнички сегмент со настапи на познати странски уметници. Во делот на учесници од страна имаме вечер на македонска музика, концерт на Тодор Арсовски и Джована Черанто од Бразил. Станува збор за еден двоец кој што доаѓа од Германија. Тодор Арсовски е македонец, меѓутоа работи во Германија заедно со Джована Черанто. Трио Каотико е концерт кој ќе биде реализиран под наслов од Урал до Атлантик преку Вардар, камерен концерт е на едно трио кој го сочинува нашата Микаела Лазареска од Штип, уметник од Италија и уметник од Србија. Честа да ги отвори годинешните денови на култура и припадна на штипјанката магистер Виолета Арсовска, драмски сопран и истакнат педагог по соло пеење, со богата уметничка кариера и бројни настапи на домашната и меѓународната сцена. Таа на 22 јуни свечено ќе го отвори 41-то издание на манифестацијата во Домот на културата Ацо Шопов во Штип со галоперскиот концерт Бои на душата.